Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание Јаде бурек на ТВ Сонце. Со вечерашната емисија на некој начин влегуваме и официјално и ние во следење на председателската кампања во Македонија. Еден од првите гости, иако ви најавив дека председателските кандидати на ВМРО, ДПМН и на СДСМ се согласија да бидат гости во емисијата во вториот круг за председателските избори, во меѓувреме со нивните партиски соработници и членови на нивните партии и представници ќе поразговараме околу целата оваа кампања што во моментов се случува. Вечерва гостин во студиото е подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски. Господине Николовски, добро вечер, добре дојдовте. Добре најдов, благодарам на поканата. Вашето интервју кое го имавме некаде лани во врска со договорот од Преспа, прилично така дигна некоја џева, но сето тоа помина. Еве вака постфестум работите, деталите кои кога ги кажувавте звучаа прилично драматично. Еве сега под една временска дистанца некако како да кажам, и народов како да рипката нимо брзо заборава, спласнуваат пребрзо работите. Како вам ви се гледа, еве, скоро ќе направиме година дена од Преспанскиот договор? Прво ви се заблагодарам за можноста што тоаш ми ја дадовте. Тоа беше, ако добро се сеќавам, крај на јуни, почеток на јули, и беше прв пат договорот да го види македонската јавност, затоа што владата реши да го крие, па по некои мои извори стигна и го презентиравме. Што ја кажам, има две крајности. Од една крајност постои огромно разочарување кај луѓето и некако така е секогаш со лошите вести, едноставно не сакате да ги слушате. А второ, дури и тоа што кажувавме минатата година овде во емисија, во реализација дури е полошо и од тоа што го очекував. Например, договорот никаде не бараше преименување на национални институции од типот на стадионот го промени името, националната арена, или не бараше веднаш да има промена на институции кои што се државни. Никаде не бараше дека треба тие станат национални наместо македонски. А за онаму каде што беше потребна промена се даде рок од 5 години. И јас очекував оваа власт на Заев да го искористи тој рок од 5 години за да практично си даде и себе шанса, ама по промената на власта и нас да ни даде шанса да се бориме тоа да не се случи. Тие го направија во првите 5 месеци од реализацијата на договорот, така што реализацијата на договорот е дури и полоша од она што ние тоаш го предвидовме во емисијата. И уште една работа која што јас тогаш само ја насетував, но за жал потоа се потврди, тоа е членот 7, најспорниот член за мене, каде што користењето на термините македонски во смисла на народ, на јазик, на култура, во однос на Република Македонија се ограничија само на територијата на оваа држава, што практично значеше дека не можеме никаде надвор да ги користиме. Со писмото после уставните измени кое што Никола Димитров го испрати до грчката влада, самиот потврди дека идентитетот не е зачуван како што велеше Заев, напротив дека е предаден и продаден, затоа што самиот тој кажа во тоа писмо дека термините македонски не се однесуваат на етничка припадност и на именување на јазик, со што се откажавме од истите. И затоа вакви смешни изјави се даваат и Заев и овој портпаролов на влада, како му беше името, кој што Миле Бошњаковски, кој што басистот. Така, кој што практично се плашат да кажат дека во Грција, односно во Егејска Македонија, живеат македонци кои што зборуваат на македонски јазик, затоа што соодветно на она што го подпишеа Димитров и Заев, така е според договорот. И тој договор не соодветствува на реалноста, не фаќа корен, голем отпор има кај луѓето, дури напротив, мислам дека и луѓе кои што пред преименувањето на државата беа рамнодушни по однос на ова прашање, имаше и таква категорија, сега и тие се сензибилизирани и се нервозни заради сето ова што се случува, така што ја мислам утре да има референдум, не 660.000 колку што излегуваат, 300.000 нема да излезат, имајќи предвид што се случи од референдумот до денес. Не би можел да бидам подобро информиран од вас, иако како новинар комуницирам секојдневно но мислам дека моето чувство е напротив, па спротивно од вашето, дека завладее апатија, дека народов крена раце. Незадоволството се изразува преку Фејсбук, бидејќи реално не се случи 500.000 народ да изблокираат цела држава, па да се испрати јасна една порака.
граѓаните се јавуваат, да ти искарикирам сега, Александар, вика, Скопјани, шо не излезете пред влада? Ја викам, од кај се јавуваш? Од Велес. Ти од каде? Од Прилеп. Па шо не излезете, викам. Викам, 100 души у секој град, викам, како што грците кога излегоа, ако се сеќавате, Грција во секое мало место направи по еден мал митинг. И они многу посилно и појасно ја кажа. Впечатокот, како па другата страна ја перцепира оваа работа? Они велат, вика, нашиот проблем, вие што сакате да го зачуваме името што ве боли, е чисто емоционален. И они тоа е ке нив оправданието. Ете, емоции се и некоја носталгија, а реално ништо не ни менја на терен. Ама вие не се сложувате со тоа. Ете, емоциите се основа на животот. Ние без тоа е разликата помеѓу нас како живи суштества и се останато што живее на планетава, и тоа го создал еден голем создател, го создал Господ, и затоа е тоа така. И е неслучајно така, создадено е со промисла, така што откажување од емоциите значи да се откажеме од себе. Во однос на договорот, мислам дека народот си го кажа своето на референдумот. Тоа беше тестот кај што ние како народ требаше да се покажеме, и ми е многу драго што не успеа. Иако ние како политичари, пред се како водство на ВМРО-ДПМН, имавме огромен притисоци за кои што јас не ги кажувам не дека не ми ја дојде на времето, туку кога сум се нафатил на ова, сум решил да не се жалам. Иначе беа од најлошото што можат гледачите да го замислат, нека го помножат пута 1000, и такви притисоци имавме во периодот од подпишување на Преспанскиот договор до референдумот, каде што по секоја цена се сакаше ВМРО-ДПМН да е дел од таа приказна и да го подржи. Издржавме. Тука морам да му честитам и на претседателот на партијата Мицковски, ништо поминавме, знаеме ние, но издржавме и мислам дека е правилно што издржавме, алтернатива немаше за таа работа. Во однос на протестите, овој народ по однос на промена на името протестира 30 години, значи не е проблемов нов, па сега да треба да го искаже ставот. Во право сте. Факт е дека ние правевме протести, поминавме низ цела држава, имавме во Скопје, имавме низ градови низ Македонија, но не мислам дека ова е прашање каде што ние треба да се пребројуваме колку луѓе излегле на протест, ова е прашање кое што го допира секој македонец. Исто така точно е дека Заев се обиде со секакви притисоци да ги замолчи луѓето, да ги натера да не протестираат. Во тој дел морам да признам дека му успеа, но не му успеа во делот на референдумот, затоа што проекцијата која што тие имаа дека милион луѓе ќе гласаат, им се сруши како кула од карти и заврши како што заврши целата работа. Финален на тој процес е овие претседателски избори, затоа што имаме два кандидати кои што се јасно спротивни. Од една страна имаме Силјановска Давкова која што е против промената на името, од друга страна го имаме Стево Пендаровски кој што е за промена на името. Да не навлеземе у кампањата, не кампањата, само за името. Една квалитативна разлика. Сакам да ја потсетам граѓаните дека минатата година, точно се сеќам и на датума, на 29 јули, во интервју за еден друг медиум, јас прв пат ја дадов една чувена изјава која што после стана најкоментирана изјава во текот на референдумот и од домашни и од странски фактори, а тоа беше дека можеме да постигнеме подобар договор. Да ја потсетам, немаше писмо од странец или обраќање кој што не завршуваше со и да ви кажеме не можете да постигнете подобар договор, истото го вереше и Заев и Димитров и така натака. На првата дебата или ТВ дуел кој што се случи минатата недела помеѓу кандидатите за претседател, Стево Пендаровски призна дека можело да се постигне подобар договор. Што ја кажам искрено ми е еден голем комплимент затоа што поминав низ силни негирања во скоро една година, за на крај кандидатот за претседател од СДСМ признае дека навистина можело да се постигне подобар договор, ама не го постигнале пошто очигледно толку ги бива. Тоа беше прилично добра тема со опозицијските новинари кои се охрабрија да дојдат овде во емисијава, така што малку поинаков дискурс. Еве, баш како и добар повод утре Бранко Геровски ќе биде, па и нему ќе му ги поставам исти прашања, да видиме како е таа разлика во менталниот склоп и перцепцијата на работите. Што се однесува до притисоците за лани, не би сакал многу да се навраќаме, имаме прилично актуелности, но има простор во емисијата, јас не ги правам ова на неделна база.
на брзина, инстант дебати и така натаму, сакам малце повеќе подетално и ви оставам простор. Имено кога зборевте за притисоците, знам дека притисоци имаше и од надвор, СДСМ имаше силни сојузници и голема поддршка од дипломатскиот кор, меѓународен фактор, они им дадоа карт бланш едноставно, довршете ја оваа работа и тоа се чувствуваше. Но неверојатно ми беше и не знам, ми интересира една ваше мислење, колку силен отпор имавте, барем ја имав таков еден впечаток, токму од собственото членство, од дел од македонскиот народ, од тие бойкотирам и така натаму и така натаму. Кого ве обвинуваат дека сте предавници, дека сте клонови на Заев, на СДСМ, дека едноставно работите за нив и дека е само ова некаков театар. Бойкотирам во овие избори прилично лошо стои за разлика од ова и се чувствува дека има идеолошка разлика во бойкотирам што беше за референдумот и сега, барем според анкетите, далеку помал импакт има. Сега се фатија на мене на мојата колумна. Сега тоа има пикот, тогаш на твојата, сега јасно овака на ломача. Ама не ме грижи. Ме интересира вака вашето мислење за тие притисоци од партијата и од... Не, јас кога зборував за притисоци, повеќе зборував за од СДСМ и некои други, не мислев на притисоци од народот, тие се добре дојдени и треба народот да ги прави врз политичарите. Така ќе ги чува на права патека, иначе ќе забегаат. Сме виделе еден куп политичари кои што забегале во минатото. Во однос на таа поставеност имаше тогаш две групации на луѓе. Едно сериозно мнозинство од тие кои што беа скептични, зборувам, преку 90% беа реално загрижени да не ние нешто, еве народски да се изразам, во стил на Заев измуваме нешто или направиме надвор од националните интереси. И јас ја почитувам нивната загриженост и добро е што беа загрижени. И 10% беа една пропаганда која што ја водеше СДСМ, добро организирана и сериозно платена преку своји инсталации во десницата, кои што сакаја на народот да му представа слика сите се исти. Све одно предрешено и договорено и нема што вие се замарате, излезете гласите, пошто исто вие. И добро е истераа таа кампања, морам да признам. Не им успеа, затоа што референдумот не успеа, а најдобар демант на сите теории на заговор беше финалето на тој процес, кога на денот на референдум нити јас, нити Мицковски, нити било кој од потесното раководство на ВМРО-ДПМН не излезе гласа. Напротив, ние јавно објавивме дека нема да гласаме, што само потврди на која страна сме и потврди дека сето на што сме воделе како политика е честно. Тука сакам да кажам уште една работа. Ние тогаш кога ја размислувавме работата, не ја влегувавме со политички калкулации, затоа што да влезевме со политички калкулации требаше да направиме обратни процеси, затоа што ние поприлично изгубивме заради тоа што не направивме политичка калкулација, во смисла на, да не се лажеме, меѓународната заедница е прилично влијателна во Македонија, има медиуми кои што на еден или друг начин спроведуваат одредени политики и агенди и ние бевме сериозно нападнати, дури на некој начин изгубивме во рейтинг. Но го направивме и бевме решени да го направиме и така се договоривме, без разлика дали ќе ни продолжат политичките кариери, затоа што мислевме дека е честно пред нас и пред генерациите после нас, прво во нашите фамилии, па потоа и пошироко, да направиме таков чекор за кој ќе не праша за 30 години, а вие кај бевте, да кажеме дека сме били на вистинската страна, затоа што ова корен не фаќа и прашање на време кога ќе се промени целосно. Преспанскиот договор. Кога ќе кажете дека може да се направи подобар договор, теориски, апсолутно се согласувам. Теориски се е можно. Практично, не може. Овдека мене, како лајтмотив ми стои, за да се подсетувам, кога некој ќе почне и така натаму народов, од каде све ова почне, го имам од Ванче Стојчев книгата Букурешкиот договор. Една од најаналитички направена книга за Букурешкиот договор. Букурешкиот договор кој ја расцепи оваа земја, овој народ, оваа територија, и ден денеска е важечки, една запирка не е сменета. Ја искрено се плашам дека и покрај вашите добра волја и така натаму, дека овој договор нема да се промени, затоа што не можам да видам пример, не знам како да ви кажам, нели, во судската пракса имаме исклучок,
И се повикуваме на тој исклучок. На кој исклучок сега да се повикаме кога македонската историја, еве го Букурешкиот договор, кој е најпогубниот договор за македонскиот народ и македонската земја, никој, ни една партија, ни една гарнитура, никој не успеа да направи некоја позитивна, затоа што не може. Фиксене, затворене, потврдене и пријатно. Зошто мислите дека Преспанскиот би може? Па, може би во прашањето е одговорот. Во однос на Букурешкиот договор не би се согласил целосно. Затоа што е факт дека во Букурешкиот договор воопшто не беше предвидено создавање на македонска држава. Се створија околности во текот на Втората светска војна со илјадници жртви кои што ги даде македонскиот народ и се формираше македонска држава на она што требаше да ја припаѓа на Србија во таа поделба. Дополнително таа држава можеше минимум во себе да има и Пиринска Македонија после Втората светска војна, да не беше противењето на Сталин за еден балкански сојуз помеѓу Југославија и Бугарија, и тоа беше на работна реализација. Факт е дека такви мислења старите дејци, илинденците, илинденската организација која што работеше во Софија имаше. Не случајно, еве ако се враќаме во историја, моштите на Гоце Делчев од Софија се префрлија во Скопје. Не случајно Извери Зора на слободата беше прва химна која што се свиреше на Асном. Како што и не случајно од новата химна Лазо Колишевски реши да го избрише Никола Карев, во оригиналната верзија го има и него во набројувањето на хероите од илинденскиот период, но факт е дека тие околности од Букурешкиот договор се променија и да немаше една таква констелација на односи на силно противење на СССР за една поголема македонска држава, ние ќе имавме минимум и Пиринска Македонија во склоп на една национална држава. Јас кажав на едно друго гостување, малце се зачуди вашиот колега, дека сонот за Обединената Македонија постои кај многу македонци. Тие живеат со тој сон. Дали е реален и дали може да се реализира е друго прашање, но дека постои сонот, постои. Според мене, кај србите, постои кај турците. Јас зборувам за македонците. Добро. Според мене може да се реализира во рамки на Европската унија, кога ќе нема граници помеѓу трите Македонии, оваа Македонија, Пиринска Македонија и Егејска Македонија, и тоа ќе е еден отворен простор и затоа мислам дека натака е патот кон реализација на тој сон. Значи не како едно национална држава, туку како во еден отворен простор. Во еден отворен простор. Тоа е просто утопија, бидејќи тоа на крајот на криштата е единствено решение за сите апетити кои сакаат, нели, србите за голема Србија, албанците за голема Албанија, а јасно е дека тие нема да се спроведат, колку и да сме ние мирољубиви или другите, крв до колена ќе биде. Но Европската унија, како таква, може да го оствари тој проект на некој начин. Апсолутно. Ја мислам, и тоа е иднината. Ако малце она се врати на принципите на југословенските републики. Мислам дека тоа беше еден добар пример. Во некоја... Оди се Европа кон реформа, имате едно силно движење каде што внатрешно разговараат дали сакаат да прават подсврста Европска унија, во која што државите ќе се посилни, но и сојузувањето ќе е посилно и мислам дека ќе оди натака. Мислам дека... Тоа е добро ли за нас? Па, за нас, ние во која ситуација сме сега, мислам дека сме далеко од таа дискусија, да кажам нешто ексклузивно за вашава емисија, со големо жалење ќе го кажам ова. Македонија и на овој самит на Европскиот совет во јуни, кој што се случува еднаш годишно, нема да добија датум за почеток на преговори. Значи, втора година поред по промена и капитулација во однос на името, нема да, за жал, отпочнеме преговори. Иако претходно години назад само името беше проблем, и во претходната влада на ВМРО ДПМН напаѓа една оспорувана каква сакате од 2009 до 2015 година. Секоја година се добиваше препорака за почеток на преговори, секоја година грците беа носени до зид да мора да применат вето. Сега веќе грците ги немаме на врат, но не може да почне државата преговори затоа што Заев не работи, не спроведува реформи. И тоа е жалната вистина за Македонија. И една од причините зашто треба да си оди ова влада порано, затоа што после европските избори, ако ние не го фатиме тој воз, мислам дека ќе треба да чекаме години заради променети констелации на политички сили.
Зашто велам ми е жал ова што го кажувам кај вас во емисија, не го кажувам прв пат, го кажав прв пат лани во ноември, тоаш никој не ме веруваше. Дури други новинари во емисии јавно правеа кладби со мене дека немало да биде така. Немам намера да ги реализирам тие обложувања, но факт е дека никој не веруваше дека Македонија втор пат поред нема да добие датум за преговори. Ја го кажав тоа уште лани во ноември, го кажав врз основа на две информации кои што ги имав. Прво, исклучително кредибилни информации од Брисел дека доколку не се заврши дома работата, ма што сакале направиле, нема да се добие датум за преговори. И второ, врз основа на мојата перцепција и сите информации кои што ги добива за работата на владата, односно за неработата на владата. И кога ќе ги споите двете работи, не треба да сте многу вака паметен да сватите дека нема да има датум за преговори, затоа што логиката на Заев беше ја ќе го сменам имево, брат ми ќе си стане главен во државава и среќно ќе си живееме, а овие од надвор ќе мора да не трпат само затоа што сме го смениле името. За жал таа логика не поминува, затоа што не е политичка, е малце бандитска. И втор пат со ред таа логика доживува фијаско. Да е трагедијата поголема, минатата година исто така некаде во април месец дадов предвидување дека без разлика дали ќе го реши Македонија прашањето за името или не, во јуни нема да добие датум за преговори и ќе настават во иста група со Албанија, наместо да одиме напред со Србија и со Црна Гора. Тогаш се сеќавам од владата рекоа дека тоа било научна фантастика. Таа научна фантастика во јуни се реализираше. Еве го сега 2 јуни доаѓа, пак се реализира научната фантастика, што е трагично за овој народ и за луѓево. Од една страна се обезличени, обезимени, без свој идентитет и име, а од друга страна не напредуваат онаму каде што им е местото, затоа што е собрана една екипа, или се неспособни, или се бандити, од прилика на тоа се делат. Она што сакав да ве прашам, да го констатирам, бидејќи треба да бидам малце и опозицијски спрема вашето говорење или позицијски, сепак оваа влада по секоја цена направи голем исчекор и го реши проблемот со Грците. На наша штета, не навлегувам во тоа вие ќе се го коментирате. Но тој договор го имаме и е поздравен од Европска унија, од сите држави, сите го признаа името Република Северна Македонија и тоа функционира. Премиерите на Грција и на Македонија се дури и предложени за Нобелова награда за мир. Очекувањата дека ќе влеземе во Европска унија навистина се, барем кај мене лично, многу ниски и многу поидеална ситуација. Но влегуваме во НАТО. Значи, влегувањето во НАТО како еден символ за некаква си заштита, имагинарна или не имагинарна, но тоа беше заложба на сите партии од почетокот на независноста на Македонија. Немало интервју, немало ништо, дури се сеќам кога интернет бунтовниците, први кои сега се веќе ушарените, имаше една емисија, представници од ВМРО, СДСМ и овие анти-НАТО, овие парче ги направија. Прв пат здружено ВМРО и СДСМ. Значи, генерално ние имаме некое унисоно делување политичко да влеземе во НАТО и тоа влегува. Влегувањето во НАТО треба да даде еден силен психолошки момент дека оваа земја ќе биде стабилна, дека е погодна за инвестиции и така натаму. И тоа они успеа да го направат. Затоа се толку самоуверени, затоа се толку задоволни, се чувствуваат моćни затоа што голема работа направија и исчекор. Европска унија, малце ќе почекаме дури и во не. Но што правиме сега со НАТО? НАТО треба да донесе и реално би требало да ја подобри општата ситуација, барем по некоја инерција, дури и најлошо да работи владата. Неколку сегменти има. Прво, точно е дека го решија прашањето за името, но клучното тука е по која цена го решија. Го решија по исклучително висока цена. Дали тоа го поддржа мирната заедница? Да, затоа што тие не навлегуваат во суштината, гледаја да се проблемот реши. Утре за ловење на китови Исланд и Шведска пак да имаат проблем, како што имале во минатото, и да постигнат договор кој колку китови да лови. Не, карикирам, ама така е. Не, ми се свиѓа кога карикираш. Јас сакам и сепак е јади бурек ова емисија. Ти излеземе ние како држава, како влада, и ќе кажеме честитаме на договорот помеѓу Шведска и Исланд, не знаејќи
колку рибари ќе се задоволни на или едната и на другата страна. Словенија или Хрватска, како го решат за... Да, тоа е малце поозбилен проблем. Така. Но зашто ја носам до бурлеска целава работа, за да практично сватат сите што не гледаат дека кога има проблем помеѓу два соседи, сите останати се публика и аплаудираат на решение, а не навлегуваат во решението. Со решението, за жал, ние треба да живееме овдека во Република Македонија. Во однос на членството во НАТО, од мене не можете да најдете по-про-НАТО политичар во актуелниве политичари. Јас апсолутно сметам дека местото на Македонија е таму, но исто така сметам дека оваа цена е превисока и дека не вреди да се плати оваа цена во замена за членство во НАТО, затоа што ние и претходно бевме интегрирани во НАТО структурите. Наши војници седели и беа дел од мисиите во Афганистан, во Ирак и секаде нам каде што имало потреба. Ние имаме силно стратешко партнерство со Соединетите американски држави и тука двојба нема. Ние не сме виделе нити војник, нити оружје различно од западноевропско и американско и тука немаме дилема. Нас цивилизацијски ние таму местото, ако сакате географски. Но во однос на подобар живот, тоа е веќе членството во Европската унија. Не сакам да навредам никого, но една Албанија е 10 години земја членка на НАТО алијансата, Турција е 40 на години земја членка на НАТО алијансата, па веројатно никогаш нема да стане членка на Европската унија. Значи Европска унија дефинитивно не е економскиот момент исчекор ќе биде. Апсолутно. Значи подобриот живот значи членство во Европската унија и единствената логика која што колку толку ја имаше Заев во неговите настапи беше членството во Европската унија и тоа беше јадицата или ако сакате колачето кое што Заев го нудеше. Втора година поред потврдила тоа да го реализира, не затоа што не сака до Европска унија, туку заради тоа што не си ја завршува домашната задача, затоа што Македонија во овој момент врз основа на мерењето на перцепција за корупција е на 97-то место позади Косово. Да не се споредувам да се мериме, не знам, со Словенија или со Хрватска, а за да бидете членка на Европската унија минимум треба да сте во првите 35. Понатака, во однос на перцепцијата за корупција, најлошата влада на Груевски беше на 66-то место, значи 2015 година, која што условно кажано беше на најлоша позиција Македонија во сите години во кои што беше таа влада, беше на 66-то место. Имаше години кога беше и многу повисоко, например, беше и во 50-тите или во 40-тите места. За само 2,5 години Заев успеа во наводници да постигне толку голем успех да од 66-то место Македонија оди на 97-то место. И сега, ако претходнава влада против која што тој се бореше не чинела со 66-то место, како оваа со 97-то место чини и ја бива. И затоа од Европската унија не се спремни да влезат во преговори со него, затоа што велат Бугарија и Романија ни влегоа неспремни, уште една неспремна држава не примаме во нашите редови. Лани му дадоа 4 работи кои што треба ги заврши. Во моментов од 4 има завршено 0 и нормално е дека нема да почнат преговори. И затоа кажав, лекот е и ова не е во насока на агитација, туку е во насока на реалност. Победа на Силјановски на председателски избори, што ќе значи пад на владата, брзи предвремени избори, септември и октомври да имаме нова влада, која што ќе може да санира од реформите, да ги заврши и да се надеваме декември да почнеме преговори на следниот самит на Европската унија. Може ли сега да влеземе у полабавени, ама чисти шпекулации? Јас знам дека е чувствително време и дека вашите зборови можат да бидат извртени. Не е ни во ред ова да го збориме сега во екна кампања и слободно ескивирајте го. Може после кампања да направиме таа емисија. Знаете што ми излегува мене во цела ова мисла? Ако Европската заедница толку силно бараше ова проблем да го решиме и да не се секираме што ќе се понижиме, така ни вика. Океј, сменете име, не се секирате идентитетот, јазикот и така натаму се е во ред. Одеднаш почнува процес, например, BBC ги вади емисиите, македонско малцинство, кој ние више не смееме да го спомниме, они го спомнуваат, обесправени, екзодусот на македонците од егејскиот дел на Македонија. Од друга страна, дигањето рачна и на оваа влада, која направи тие големи исчекори, им дигаат рачна недобивање на датум за преговори, втора година поред и така натаму. Значи, на некој начин, како да ги
закочуваат. Што тоа ќе значи реално? Реално на терен, дека сите оние што се против договорот, ќе добијат на сила, ќе добијат на моќ, ќе добиете замаец, ќе добиете инерција. И сега ќе се случат ретроградни процеси. Ретроградни се, викам да не може би треба лош збор употребувам. Во смисла на враќање сега на повторно преспанскиот договор, повторно затегнување на односите помеѓу Македонија и Грција со многу неизвестности. Златна зора кај нас овде, кај нив овде, кај нас крајната десница и не знаеш кон што ќе води. Така што малце ми е чудна целото ова однесување, бидејќи не верувам дека Европа и меѓународната и НАТО е толку шизофрена да не може да ги перцепира овие процеси, од друга страна, кон што ќе водат. Или ова е стварно, ние сме на линијата на огнот, кога му рекоа на Иванов во Обединети нации, дека овдека треба да гори. Или е подготовка за нешто за терен, за нешто сосема десето, бидејќи, нели, кога е стабилно и мирно, тогаш рациото функционира. Во нестабилно, немирно, тогаш не знам, рипање граници, палење, тероризам. Шпекулирам. Вака, во однос на преговори за Европска унија, кој бил во Брисел знае, не сакам со што ја кажам никога да навредам, напротив како комплимент. Таму седат едни типови кои што се оперирани од чувства, од симпатија, емпатија и така натака, си земаат ливче, си ставаат белешки што треба да се направи, ги ставаат во роковник, во календар и во начин на извршување. После тоа следат во државата што се прави, кога ќе дојде денот, едното го споредуваат со другото, ако како индекс го се поклопува во ред, ако не се поклопува, не е во ред кој сакаш биди. Втора година со ред нив не им се поклопува. За разлика од претходни години, кога нема попуштање за... Нема. Не ми се верува. Ајде дојдеме на обратната логика. Добро. Сите знаеа дека... Во смисла политичка одлука. Еве да се вратиме на 2009 или 2010 година. Добро. Сите знаеа дека е невозможно во тој период да има договор по однос на името, затоа што ние многу цврсто се боревме за националните интереси и таа влада на ВМРО ДПМН немаше намера како оваа на Заев да попушта. И сите знае, и во Брисел, и во Берлин, и во Париз, и тука во Скопје, дека договор нема да има. Кога би оделе на политичка логика, би требало воопшто да нема препорака за почеток на преговори, за воопшто Грција да не се изложува на ситуација да треба да користи вето. Така, пошто им е внатре земја членка, им е логично е, ако одат на симпатија да сакаат да ја помогне. Што се случуваше? Се случуваше Македонија се добиваше препораки за почеток на преговори. Затоа што тогаш овие истите педантни типови кои што седат во Брисел, тоа што го бележа им се поклопуваше за тоа што го работеше владата и тие си одеа по стандард, по книга, што би се рекло, и кажуваат да, оваа држава е спремна затоа што тоа што се наши стандарди оваа година ги имаат остварено. Оваа влада на Заев, тоа што се стандарди на Европска унија, втора година со ред не ги остварува, затоа што одат по слична логика по која што вие сега ја кажавте, како што размислува мнозинство народот, а тоа е јас ќе го сменам името и затоа што ќе го сменам името, вие мене ќе ме наградуваат. Тоа не функционира така и никогаш нема функционира, не случајно тие се најбогати и најразвиени држави, се такви затоа што имаат системи, не затоа што ги кршат системите и такви шарлатански размислувања не поминуваат. Како ви иде процесот со Вице Заев? Па во петок сме сега пак на суд. Завршни зборови ќе даваме. Јас се надевам дека тужбата ќе падне. Се надевам дека судството ќе се охрабри во Македонија и дека нема да пресуди во корист на Вице Заев, затоа што не гледам дека има таму случај. Дури и брат му Зоран Заев јавно во една друга емисија кажа дека да бил на место на брат му би се повлекол од тужбата, што е само потврда за мене и комплимент дека сум во право во оваа битка. Но мене овој случај ми даде и една друга можност, а тоа е ми отвори можност и низ судски постапки, не само вака јавно, да откривам што таа фамилија прави,
како функционира, како се богати и на кој начин заработуваат како што се работуваат, така што ми е многу драго што сме на суд со Вице Заев и се надевам дека ќе го добијам. Добро. Ја ќе им дадам. Иначе, ќе им овозможам и на другата страна, ако сакаат и они да се изјаснат овде. Во петок имаме, како што кажа, завршни зборови. Може да дојдат да кажат. На едно рочиште воопшто не се појави. На второто на кое што се појави инсистираше новинарите да не можат да снимаат внатре од судницата. На третото ќе видиме дали ќе се појави, така што самото тоа говори за тоа на чива страна се аргументите, затоа што кога би имал аргументи сигурно и би дошол. Јас се бранам сам, без адвокат. Сметам дека имам и доволно правно знаење, но и дека аргументите се на моја страна да можам да се бранам сам, а и да бидам искрен, немам и доволно пари да трошам по адвокати за вакви работи, заради тоа што му текнало на Вице Заев да ме тужи за глупости, за буквално глупости, нема друг збор. Така што се бранам сам. Ако поминам добро, ако не успеам во политика, ќе е една добра референца веројатно за во адвокатура. Бегството на Груевски, ние не се видовме, беше прилично елаборирано по медиуми, не би ве навраќал таму, но Груевски сега редовно се јавува. Кажете ми прво релацијата ВМРО-ДПМН и Груевски, втора работа, дали ви се откористили, ви сметаат неговиве објави, добацувања, коментари во врска со ситуацијата во Македонија? Никола Груевски е почесен председател на ВМРО-ДПМН, беше долго време председател на партијата, остави свој печат врз партијата, премиер, по мене досега најуспешен премиер кој што оваа држава го имала и тоа е неговото наследство кое што го остави и на партијата и на државата. Знам дека многу структури, не само во СДСМ, туку и во еден поширок круг се обидуваат да го оцрнат, веројатно тоа е една политичка логика, го прават тоа и на крај историјата ќе прави од судија кој што ќе процени чија улога каква била во даден временски период, затоа што историчарите, политичарите на крај се борат и за место во историја. Во однос на коментарите кои што ги дава во јавноста, како и секој друг, нормално дека има право да има своји ставови, своји мислења. Не, прашувам многу јасно. Се согласиме, некојаш не. Дали ви прават повеќе штета или корист? Па не гледам ни штета дека ни прават, ни корист дека ни прават, затоа што главно се поврзани со случаите каде што е тој обвинет, каде што е засегнат и е нормално човечко право на секого да се брани. Еден од главните аргументи против ова раководство и особено председателот Мицковски на партијата е дека продолжувате со политиката на Никола Груевски. Па да, тоа е основниот напад на СДСМ. Јас можам да ја уверам и јавноста и гледачите дека ова раководство самостојно носи одлуки врз основа на она што ние во моментов сметаме дека се правилни насоки за партијата. Резултатите на овие избори ќе покажат дека сме ја донесле партијата во правилна насока, но она што мислам дека е карактеристично во однос на СДСМ е дека се обидуваат со приказни, со измислувања да ги покриваат своите недостатоци. Па веројатно сега соодветен одговор би било ние да почнеме за Бранко Цренковски да им зборуваме, ама мислам дека таа политичка дебата нема да... Доста им триевте со Бранко Цренковски. Не им триевме кога беше председател на партијата, не сега кога не е председател на... Едно е кога е легитимен противник затоа што е председател на политичката партија, друго е сега, но мислам дека таа дебата нема да не одведе никаде. Ние треба да зборуваме за ова што се случува денес, а ова што се случува денес е една катастрофа по сите основи. Јас имам привилегија и прилика како дел од оваа кампања Правда за Македонија да веќе пола држава имам поминато во периодот на предкампања и сега на кампања, бев и денес на терен и се соочувам со еден феномен за кој што пишувам и во мојата утрешна колумна во Независен весник, таму сум редовен колумнист секоја втора среда. Имено поврзане со иселувањето, не дека немало претходно иселување, имало и во време на претходната влада, имало од која знам за себе, имало и генерации претходно и веројатно ќе има и во иднина. Тешкото не е измислено за идење на одмор на Халкидики.
Точно. Но има традиција ни е има еден иселувањето. квалитативен феномен кој што го гледам во последниот период. А тоа е претходно луѓето главно се иселуваја од економски причини. Така е. Или немаја работа, или имаја работа, но има ниска плата и си го бараја шарето надвор. Од секогаш било Се така. повеќе слушам во овие посети кои што ги имам сега за претседателските избори, дека заменуваат луѓе кои што се релативно добро ситуирани, каде што и сопругот и сопругата работат, има за македонски услови солидни плати, стан, куќа, Наистина. автомобил и така натака. И се повеќе такви семејства заменуваат и македонци, и албанци, и роми, и турци, и срби, и сите оние кои што живеат во државава, значи тука е неподелено. Зошто? И основната причина зошто е тоа така, има една реченица која што интересно дури видов и до странските дипломати стигнала, а која што објаснува се, а тоа е велат заменуваме заради децата. Односно, луѓето не ја гледаат својата иднина овдека, пред се заради несредениот здравствен систем, лошиот образовен систем, нефункционалната јавна администрација, корупцијата и во јавната администрација, националното понижување во однос на името, националното понижување во однос на јазикот и сето тоа кој ќе оставите на купче, луѓето чувствуваат една голема несигурност овдека, што ги води кон гнев, се чувствуваат овдека заборавени и едноставно решението го бараат надвор. И тоа е она што мене најмногу ме загрижува. И тука мислам дека доколку не се случи промената сега, брзо, а тоа е на овие претседателски избори кои што би воделе до предвремени парламентарни, и доколку сега ние не добиеме шанса да ги поправиме работите, едно реформирано ВМРО-ДПМНЕ со научени грешки од минатото, со силен тим, како што стално сме знаеле да истрчуваме фудбалски кажано со Реал Мадрид или со Барселона, кој за кого навива. Значи, мислам дека ако тоа не го направиме сега и тоа баш во оваа година, и добиеме шансове да речеме за 4 години на следните избори, мислам дека тој процес толку ќе е заминат далеко и толку ќе е на колосек, што тоа и да сакаме нема може да го вратиме назад. Таа гнев, таа разочараност стои помеѓу луѓето и јас очекувам да се случи еден феномен поврзано со ова на претседателските избори, а тоа е оние гневни, разочарани, заборавени, да се тие кои што ќе ја донесат Гордана за претседател, без разлика што СДСМ направи една манипулација во целиот политички систем, а тоа е прв пат ДУИ и ДПА не одат со своји кандидати за претседател во првиот круг и од старт бираат фаворит. Дури и така, мислам дека мнозинството македонски народ, помалите етнички заедници, но и албанците, ќе дадат силна поддршка заради гневот, разочараноста и пред се затоа што се чувствуваат заборавени од оваа власт. Се во ова убаво кажува, значи, перфектен сте како политички оратор, многу сте прецизен, многу сте не шантрате и така натаму. Морам малку да удрам за да извлечам малку од силната форма која ја содржите. Знаете, ќе збориме у вториот дел и за Гордана, ќе збориме и за Пендаровски, но знаете како? Довербата е психолошка работа. Еднаш разговарав со еден економиста, бивши ВМРО-овец, кој е сега најголем СДСМ-овец, господинот Дончев, Ден Дончев, кој викаше: доларот не се базира ни на нафта, не се базира ни на злато, па викам на што се базира цената на долар? На доверба. И тоа ми остави силен впечаток дека во светот на политиката и економијата, кои се, ајде да кажам, некако екзактни, се знаат работите како идат, постои еден таков момент. Груевски е навистина направен, со право или не навлегувам, најгрдата слика што може да се прикаже за ВМРО-ДПМНЕ. Корумпираност, сиромаштија, се лошо што се случило у Македонија и да се ништи се добро е Никола Груевски. Втора работа, после референдумот, каде што имавте добар импакт, имавте министерка која стварно, па дури и мене ме фасцинираше
во долгите интервјуа со своето знаење, работење и така натаму, Елизабета Канчевска-Милевска, каде што заедно со уште 7 пратеници се свртеа точно против ВМРО-ДПМН и го направија тоа. Впечатокот кај народот, тогаш реакциите, ја не зборам, ова не е моje мислење, ова се реакции кои ги акумулирам и сакам да ги изнесам овде, ка вие да ги искоментирате. А тоа е, тука е таа приказна, доби најсилен впечаток дека е цело ова фингерајка. Дека вие и СДСМ се имате договорено, дека Муковскиот пеење химна, отварање врати, па сега со Ципрас, па сега со овој. Значи, работава е, искрено да ви кажам, мене ми е веќе дегутантно. Ја треба, нели, тоа е дел од таа пропаганда за која што зборував. Значи, и СДСМ... Ама, чекајте, тие осумина се ваши луѓе. Да, ќе одговорам. Значи, СДСМ води 3 кампањи во целиот изминат период од како е на власт. Првата е, која што ја прави секоја партија, да ги убеди своите дека се најдобри, легитимно. Втората е кај неопределените одат, велат, можеби ние не сме најдобри, ама подобро нема. Шират еден дефетизам. И третата, најдобро организирана и најскапо платена, е кон подржувачите на ВМРО-ДПМН и која што се сведува на сите се исти. Значи, пазете колку е оваа трета кампања расипана, затоа што таа не е ние сме подобри од ВМРО-ДПМН, туку таа е ние сме лоши, ама и овие вашиве се лоши. Што само зборува за расипаноста на мотивите за една таква кампања. Но сега сама се соочува во однос на таа кампања со континуирано удирање во зид, затоа што како поставуваат теза, така таа теза им се удира во зид. Например, ќе постават некоја теза како сме двете партии исти, и наеднаш ВМРО-ДПМН нема да изреагира на начин на кој што тие очекуваат. Например, хронолошки. Очекуваа ВМРО-ДПМН со новото раководство да е дел од преговорите за промена на името, им се удри тезата во зид, ние не бевме дел од преговорите. Очекуваа кога подпишаа Северна Македонија утрената да поддржиме, им се удри во зид, не поддржавме. Очекуваа во текот на кампањата за референдум да поддржиме или во најмала рака да ги повикаме луѓето да излезат и да гласаат против, не го направивме тоа. Очекуваа на денот на гласање на референдум да ги повикаме луѓето да гласаат, ние не ги повикавме, напротив и ние не гласавме. Очекуваа после пропаста на референдумот со силни притисоци да пратеничката група на ВМРО-ДПМН гласа, не гласаше, пак им се удри тезата во зид. Успеа да уценат и да присилат 8 пратеници да гласаат. Уцена и присила. И едно и друго ќе го објаснам, само хронологијава да ја кажам. Добро. Значи, успеа 8 пратеници да уценат и да присилат да гласаат и очекуваат тука да помине тезата еве сите се исти, ова е договорено. Ние ги исклучивме од партијата истиот ден кога гласаа. Па после тоа во текот на викендот откривме дека имале и организатори и помагачи позади себе, па во понеделникот ги исклучивме и организаторите и помагачите. Така што цело време нив им се удираат овие тези на сите сте исти во зид. Или, например, очекуваа пред председателските избори да ние излеземе и го поддржиме, ја поддржиме промената на името. На тој начин сакајќи да флиртуваме за некаква поддршка за Гордана Снејановска-Давкова. Ние не го правиме тоа, така што можеме да кажам џабе ги трошат парите, тој што им ја прави стратегијава, не знам кој е. Очигледно е слаб во пиар, а е добро платен, очигледно е дека е добро платен, така што да си најдат подобар пиар тим и подобра пиар куќа која што може да им ја сработи работата. Океј. Ја ви поставив некоја прашање и како теза, што не е во ред, но еве уште еднаш ќе се обидам. 8 мината не беа... не ви одговори за тоа. Значи, беа пратеници, беа членови на таму имаме луѓе кои што беа комитет. Не, од извршен немаше, имаме 8 луѓе кои што беа уценети. Елизабета Канчевска-Милевска не беше? Добро. Беа уценети и беа присилени да гласаат, од кои што 7 беа од ВМРО-ДПМН. Го оправдавте вие тоа? Мене не, јас не го оправдувам. Мене од една страна ми е жал ради тие луѓе за тоа што беа доведени во таква ситуација, но од друга страна ми е многу повеќе жал за тоа што го направија, затоа што на крај на денот кој ќе се нафатите на така одговорна позиција, а во опозиција повисока функција од пратеник нема, тогаш мора да се носите со товарот. Еве да ја посетам јавноста дека случајот 27 април за мене е вештачки случај, да бидеме најасно од старт, и е случај кој што е креиран
за да политички користи во одреден момент, како што и видовме. Во тој случај беа обвинати 5 пратеници, 3 гласа, ама 20 не гласаја. Значи, можело и поинаку. Не е дека морало работите да одат само во една насока. Тоа ќе им тежи нив цел живот, ќе се го носат тој товар. Од друга страна е нечесно од Зоран Заев што им го направи тоа што им го направи, затоа што вие да обвините луѓе за практично случаи кои што нема и да им кажете вие или ќе лежите 15-20 години во затвор или ќе гласате за промена на името е најдолната работа што можете од позиција на власт да му направите на било кој човек. И затоа Зоран Заев многу побрзо што мисли, ќе си одговара и тоа дебело ќе одговара. Не можевте да им кажете на тие луѓе не подпаѓајте, го имаме Иванов ќе ве амнестира. Па имаше во тој период секакви разговори. Дел се од приватен карактер, не би ги коментирал, дел би ги коментирал, но е факт дека на крај секој донесе онаква одлука каква што мислеше дека во тој момент е правилна, но за мене е најбитно какви одлуки донесе партијата, затоа што ние на крајот на денот не сме приватни личности, сме луѓе кои што добиваат можност од партијата. Партијата донесе одлука да тие луѓе бидат исклучени од партијата затоа што не ги почитуваат ставовите на партијата и со тоа темата за мене е завршена. Иванов ќе ги амнестирали овие осудениве? Имаше навистина драконски казнени мерки и очигледно е заради бегањето на Груевски, ослободувањето на Мијалков. Што ќе направи претседателот Иванов, јас не знам, треба и правно да се види целата работа, не би навлегувал во дополнителни коментари и експликации надвор од негово име, но можам да кажам јас што мислам. Тоа го кажав уште минатата година, па може би има една година, може би има и повеќе. Тоа што кажав, од прилика ќе се обидам да го кажам истото, пошто го мислам и сега. Јас можам да разберам двајца комшија се скараат и едниот цел живот да сака да му враќа на другиот. Можам да разберам до некаде дури и двајца браќа да се скараат и едниот да живее да му се одмазди на другиот. Но не можам да разберам да ви е целта да станете премиер и преку тоа да можете да им се одмаздувате на оние кои што не размислуваат како вас. Факт е дека на 27 април се случија инциденти, кои што ги осудивме сите. Факт е дека имаше физичко насилство кој што исто така не е во ред. Но, кога сте на врвот на државата, а тоа е премиер, мора да сте голем човек. А голем човек простува. Само мали луѓе, ситни души се одмаздуваат. Па нели он простуваше, побара оние за не прости, напротив, луѓето добија по 15, по 18 години затвор. Значи, кога сте премиер, мора да простувате. Ако не простувате и се одмаздувате, тогаш сте мал човек. За жал, Заев избра да биде мал човек. Понатака, целиот тој случај имаше свој предисторијат, кој што ни е јасен на сите, и кој што предисторијат е поврзан и со етничките односи во оваа држава, и ние треба да се запрашаме дали ние сакаме да живееме со една таква лузна како општество, која што дополнително ќе ги дели по етничка основа луѓето кои што живеат во оваа држава, или можеби не треба да размислиме сите заедно за еден процес на помирување, во кој што, ако некој направил и чинел насилство, апсолутно ќе се посочи кој бил, но од друга страна нема да ја делиме државата по однос на етничките прашања, затоа што вакво етничко прашање создава херои и антихерои. На едната страна се херои, на другата страна се антихерои и е основа за сегрегација, за поделба на општеството, така што еден мудар премиер, еден мудар политичар, кога јас би бил на местото на Заев, би ви кажал што би правил, би почнал еден широк диалог со сите општествени елементи, не само политички партии, туку еден поширок диалог и би се обидел да ги видам причините кои биле за тоа што се случило и би се обидел да го направам помирувањето на начин не да го загрозам правото, туку да поставам пример како не треба да се повтори во иднината, а да не им ги уништам животите на луѓето. Но ова е за нешто збориме што би било јавно и транспарентно, бидејќи имам податоци дека и тоа како сте биле не вие, туку како партија, ВМРО и СДСМ, во контакт, во преговори, во натегања, такви информации стегаат. Дали е тоа точно? Преговори за што?
пушти го овој, ослободи го овој, овде како апсолутно. Пазарења такви? Не. И затоа јас ова што го кажувам, мислам дека тоа треба да е јавен, транспарентен и широк процес, инклузивен процес кој што од една страна нема значи откажување од правото, го потенцирам тоа, но од друга страна ќе даде можност државава да оди напред, затоа што траумите постојат, тие луѓе имаат семејства. Ако во настаните од 27 април и мене ми е жал за тоа беа повредени 5-6 луѓе и тоа не е во ред, сега имаме 30 и кусур луѓе чии што семејства страдаат, што исто така не е во ред и на крај ние сега треба да видиме во кој правец ја движиме државата. Ја движиме ли во одмазди, затоа што сега е ваква ситуација, утре може да се смени, може и овие луѓе кои што сега се предмет на одмазда и на напад, утре да сакаат тие да се одмаздат и да влеземе во еден магичен круг од кој што излегување нема. И затоа Зоран Заев е мал човек затоа што не успеа да се издигне над себе, да се стави над ситуација и да прости на сите. Ако вие зборите за тоа, зашто не го направите вие како партија со Љупчо Ѓорѓиевски, со овие 8 минат, со овие не знам, Филип Петровски, да не ги набројувам. Многу е различно. Знам дека е многу различно, ама пак во суштина збориме за простување, збориме за избирување, за теглање на ситуацијата и создавање поширок фронт. Едно е вие да имате различен политички став и ние што луѓе имаме различни политички ставови, тоа е легитимно, го има секоја политичка партија. Друго е да станете најмоćен човек во државата и затоа што имате омраза према некого, да наредите да се осуди 18 години да седи во затвор. Има огромна суштинска животна разлика, ако сакате. Ја би ве замолил сега да направиме кратка пауза, а по паузата ќе замолам режијата што може пократка да биде и да го продолжиме разговорот прво за вашиот избор, зошто овој кандидат го избравте што го избравте и за кампањата, искуствата и она што се случува во моментов. Почитувани гледачи, добро вечер уште еднаш. Вториот дел од разговорот со подпредседателот на ВМРО ДПМН, господинот Александар Николовски. Направивме една анализа, ја ви благодарам. Бевме малку поопширни, а сега идеме малку поконкретно. Прво, после изборот ваш, Гордана Давкова, Силјановска Давкова, првите реакции беа дека ВМРО повторно не излезе со силен кандидат, со силни белези на ВМРО ДПМН. Дека бекграундот на Давкова како професор, како дел од форумот кој се бунтуваше против тогашното владење на ВМРО ДПМН, и дека повторно може да биде можност за да ви се сврти грбот, дека ги повторувате грешките и така натаму. Малку околу изборот за Вака, прво да ја потсетам јавноста дека ние направивме една прв пат во Македонија отворена, транспарентна и демократска процедура за номинација на кандидат, каде што имавме 9 кандидати кои што рамноправно добија шанса да се представат пред сите наши општински комитети. Јас денес случајно во посета во Газибаба се сретнав со еден од кандидатите, сакам да го поздравам. Така што луѓето имаа можност да се представат себе пред сите општински комитети на ВМРО ДПМН и пред делегатите на конвенцијата во Струга. Практично, да поедноставам, направивме нешто што во Америка сме го гледали до сега, се вика праймарис. А тоа е внатрепартиски избор за кандидат за председател. Откако ние го направивме тоа, проба се да само да не копира. Објавија и тие оглас, сакаат да прават истото, но единствено што успеа да направат е да излетаат и да практично јавно го понижат и го уништат еден врвен дипломат за кој што имам високо мислење, тој е амбасадорот Филипов, кој што поверува на лагите на Заев, па реши да јавно се кандидира за кандидат за председател
на Македонија од страна на СДСМ и на крај се собраја во еден скап хотел овде во Скопје, дојде по главицата и им кажа на останатите помали водачи племенски кој ќе биде кандидатот за председател. Деспотот се јави практично и им рече еве Стево е кандидатот, џабе се клопиравме со конвенции и така натака. Така што тоа е една квалитативна разлика помеѓу нас и СДСМ. Сега во однос на изборот на Гордана, да, поелете. Знаете како? И покрај тоа што сте во право, ете, делува вашиот начин демократски, народот избрал, партијата се избрала и така натаму, СДСМ си остави впечаток, унисони сме. Немаше од редовите на СДСМ не се издигнаа со критики против Стево Пендаровски. Додека овдека првите рафали што идеа против кандидатите или против изборот на Гога, беа токму од вашите редови. И тоа остава разлика меѓу нас и СДСМ. СДСМ си се наследници на Комунистичката партија на Македонија, за жал на најлошите незини традиции и си функционираат во систем на едноумие, каде што тие во јавност не кажуваат ништо, ама така јако се местат позади завеса, да ни една критика која што ќе ја чуете во однос на ВМРО-ДПМН или сите критики кои што сте ги слушнале во однос на ВМРО-вци кои што ги кажуваат за состојби во ВМРО-ДПМН, ставете ги на куп, се 1% од дворските игри кои што се ги прават внатре во СДСМ, за тоа се мајстори, треба им се честита и многу јако знаат да се сработат еден со друг. И тоа да не излезе у јавност, а вие... Па тоа не излегува во јавност, но излегува помеѓу народот и затоа на избори завршуваат како што завршуваат. Затоа што јас мислам дека основа на ВМРО е демократијата. Ние и кога сме биле забранувани во текот на комунизмот, како едно неформално движење постоело како демократско движење и затоа ВМРО е многу различно од СДСМ. Ние трет пат правиме реформа во партијата, СДСМ нема направено ни еднаш. Знаете зошто? Затоа што во СДСМ кога ќе се заменат овие личности, партијата ќе нема. Радмила Штиринска е политичар од кој знам јас за себе. Основно бев беше политичар. Средно бев политичар беше. На факултетот идов политичар беше. Еве сум сега, пак е политичар. Кај нас се менуваат генерации и сите оние кои што на еден, друг или трет начин размислуваат, на крај се обединуваат околу партијата, за разлика од СДСМ, каде што се обединуваат околу интереси и околу личности. Јас сум кажал и стојам позади тоа дека СДСМ е политичка партија на семејствата кои што функционираат во рамки на јавната администрација и на олигарсите, односно на богатите луѓе во Македонија. Но да се вратам на основното прашање по однос на кандидатурата на Гордана Снејановска-Давкова. На таа конвенција демократски делегатите ја избраја Снејановска-Давкова за кандидат за председател. За мене најдобар доказ дека конвенцијата беше демократска е што вториот на таа конвенција Владко Ѓорчев јавно ја поддржа, кажа дека конвенцијата била демократска и дека била одлична процедурата и сега е еден од најактивните на терен кој што работи за Гордана да стане председател, што само покажува колкав квалитет ние сме успеале да донесеме во ВМРО-ДПМН. Кој е основниот според мене квалитет на Гордана Снејановска-Давкова? Во Гордана се препознаваат и луѓето кои што се за ВМРО-ДПМН, но и луѓето кои што се разочарани од СДСМ, се препознаваат и урбаните луѓе од Скопје кои што се на центарот, а на кои што дел од политики на ВМРО-ДПМН им изгледале дека се малце повеќе од што треба радикални, но во Гордана се препознаваат и луѓето кои што се на условно кажано екстремната или крајната десница, кои што па не би се препознале во ВМРО-ДПМН и така Гордана е еден идеален спој. Крајна десница. Да, и ќе ви објаснам зошто. Добро. И затоа е Гордана еден идеален спој кој што во овој момент, без разлика што Стево Пендаровски има атипична поддршка уште во првиот круг од страна на 3 албански партии, веќе Гордана Снејановска е во водство. Зошто го мислам ова? Од една страна, по својот хабитус, по начинот на кој што функционира, секако има одредени идеи кои што стил на живот, однос кон живот се либерални. Но во исто време Гордана Снејановска-Давкова како ретко која јавна личност има права линија во однос на националните интереси. А тоа е 2004 година реши СДСМ и Бучковски тоаш да прават вештачка територијална организација, Скопје сосила да е двојазично и Кичево и Струга да станат доминантно албански. Гордана Снејановска-Давкова се спротивстави и водеше, да ве потсетам, кампања за тогашниот
референдум против таа територијална организација. Не се сеќавам, благодарам што ме подсетивте, искрен да бидам. Беше- да не се правам Беше тоа едно као моите движење колеги најпаметен во за кое се. што имаше две паралелни практично кампањи. Едната кампања ја водеше ВМРО ДПМН, втората кампања ја водеше на една група на професори, дел сега ја поддржаа Гордана Силјановска-Давкова за председател во нивното отворено писмо. Таму беше Ванковска, таму како позадина и логистика беше и тогаш Трифун Костовски, екстремно популарен во тие времења, да подсетам, и голем број други јавни личности, поединци видни во тоа време, и тие сите заедно го поддржаа референдумот против територијалната организација во 2004 година, кој што да одевме по логиката на СДСМ беше успешен затоа што 95% од тие кои што излегоа и гласаа, тогаш гласаа против територијалната организација, но тогаш Шеќеринска истата оваа отиде со некои прашања не заслужуваат одговор, а кога ние рековме некои прашања не заслужуваат одговор, не ја одговараше. Така што Гордана Силјановска-Давкова имаше јасен став кога нереално и неосновано вештачки се правеше територијална организација во Македонија, имаше јасен став кога се воведуваше двојазичност во Македонија и имаше јасен став кога се менуваше името на оваа држава. Цело време имаше храброст да е против овие работи и затоа не можам да најдам јавна личност или се малце на кој што можете да им видите толку јасна права линија во однос на националните прашања. Понатака, во овој момент чувствувам дека и затоа велам дека може таа да биде препознаена и од крајната десница, која што и вие само споменавте во дел прашања, може би има некои дилеми во однос на однесувањето на ВМРО ДПМН, но никогаш немале дилеми во однос на однесувањето на Гордана Силјановска-Давкова, дали било тоа за територијална организација, дали било за двојазичност, дали било за име. Понатака, постојат голем број на луѓе кои што ја поддржаа СДСМ затоа што мислеа дека треба да се случи промена заради одредени грешки кои што ги правеше претходната влада. Сега гледат дека оваа влада истите тие грешки ги прави помножено по 10 и успеваат во Гордана да видат принципиелен човек кој што сегогаш е мост и критичар на лошите работи. Точно е дека Гордана имаше критики во однос на владата на ВМРО ДПМН, но точно е дека тие критики го издржаат тестот на времето и за најголем дел од работите излезе дека била во право. Нас таков човек не треба. Нас ни треба човек кој што ти е спремен да се спротистави на секоја власт која што греши, затоа што смислата и поентата на председателот, така е поставен нашиот политички систем, е да биде коректив на власта. И затоа мислам дека во Гордана Силјановска-Давкова се препознава еден широк спектар на луѓе кои што ќе гласаа за неја и на 21 април и на 5 мај, и повторувам, затоа плановите на СДСМ од дома на пазар не им излегуваат. Тие мислеа дека заради поддршката од албанските политички партии Стево Пендаровски ќе е 10 до 12% напред, според нивните анкети е 2%, според нашите веќе води Гордана Силјановска-Давкова. Треба да бидам малце безобразен и вулгарен во овој момент, бидејќи морам да се навратам историски. Говорите со многу ентузијазам за Гордана и верувате во неа. Ја паметам, иако не сум политички новинар, но нешто фаќам и така натаму, колку силно влијание имаше и беше популарен Борис Трајковски, па председателот и премиерот од ВМРО ДПМН и премиерот на Република Македонија, одговорница јавно се откажа, нешто без преседан, мислам дури и за пошироки политички. Затоа и мислам дека е одлично прашање што го поставувате. Тоа беше... Значи, оставам 3 точки, не поставувам прашање, туку оставам 3 точки. Да го искоментирате. Многу е добра тезава што ја поставувате. Тоа беше некаде 2002-2003 година, ако не се лажам. Од тогаш имаат поминато 17 години. Оваа држава демократски зрее. Според тогашното поимање, затоа што и државата беше излезена од едноумие кај што сите мораше да салутираат на првиот човек, мораше сите да бидат во една пирамида каде што вториот, третиот, петтиот го слушаат првиот. Во нормални демократски држави, каква што се стремиме да бидеме ние, треба првиот, вториот, третиот, петтиот, доколку мислат дека тој над нив или под нив греши, да се критикува, да оправат тоа и јавно, за да може и јавноста да учествува во таа дебата и да се види каде е вистината и да се исправуваат работите. За мене, од оваа перспектива, тоа што Борис Трајковски и Љупчо Ѓурѓиевски имаа различни мислења е квалитет плюс, не е недостаток.
Тоа што во тој момент немало доволно политичка храброст и сила тоа да се препознае и да стане квалитет плюс на ВМРО-ДПМН е друга работа. Во овој момент, јас сметам дека нас суштински ни е потребно председателот и премиерот да не се од иста политичка партија, затоа што Зоран Заев, уште председател да добие на државава, тешко државава. Исто така, после падот на Зоран Заев, мислам дека е многу битно, кога владата ќе предводи ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски ќе е премиер, да председателот кој што ви се викал Гордана Силјановска-Давкова е критичен во однос на грешките кои што ќе ги прави таа влада. Пошто и таа влада ќе има грешки, нема совршени влади, нема совршени луѓе. Мислите дека нема да ви прости тогаш ако се случи такво сценарио, дека ќе ви остане принципијална и нема да ви прости Гордана? Јас мислам, познавајќи ја Гордана, беше моја професорка, ја познавам од моја 18-та година, имам исклучително лично високо мислење за неа, познавајќи ја, мислам дека ќе критикува и тогаш. И мислам дека е добро да го прави тоа. Да ви кажам зошто. Многу несреќи кои што се случија на оваа држава последните години се предизвикани од политичката криза која што се создаде 2015 година. Таа политичка криза, меѓу другото, е резултат и на немањето доволно критика или критички осврт кон одредени процеси во државата. Факт е дека претходната влада имаше многу успеси, но факт е дека имаше и грешки. Како што е факт дека тие грешки јавно не се изнесуваја и не се критикуваја, напротив се одеше кон една централизација каде што во јавноста се комуницираше она само што е добро. Можеби од комуникацијски аспект тоа е така и е добро, но на долг рок тоа создава проблеми прво кон однос на структурата и партијата која што стои позади тоа. Затоа мислам дека една влада на ВМРО-ДПМН, која што исто така ќе има добри работи, но ќе има и грешки, во моментот кога ќе има грешки, многу покорисно е да биде во истиот момент искритикувана и да ги поправа грешките, отколку грешките се ставаат под тепих и да излезат после како една ерупција од која што ќе страда не само ВМРО-ДПМН, туку и целата држава. Политичкава криза низ која што ние поминуваме, политичка криза низ која што поминува и ВМРО-ДПМН. Верувајте, беше многу тешко на нас како раководство да извадиме партијата на прав колосек и не сум сигурен дека партијава може секои десетина години да доживува нови и нови кризи и да излегува посилно од истите, треба да се стабилизира и да ги решава проблемите и грешките во моментот кога се случуваат. За да е така, нас ни треба председател кој што ќе критикува. Но исто така и председател кој што нема да кочи од инаед и нема да кочи само заради различна политичка припадност, затоа што мислам дека ако Стево Пендаровски стане председател и ВМРО-ДПМН формира влада после падот на Заев, кој што ќе е за брзо време, Стево Пендаровски во состојба да ја закочи цела држава само од инат затоа што не е дел од ВМРО-ДПМН. Таков председател на Македонија не и треба. Стево Пендаровски во својата кампања кажа една работа и не наврати на претходните избори за председател, дека доаѓам по своето. Неправедно ги загубив претходните избори, дека Иванов немал и не уживал толкава поддршка и дека му биле украдени гласови. Според она како некои негови сопартици го анализираат, звучат прилично уверливо во сето тоа. Од друга страна, значи тоа е едниот сегмент, вториот сегмент е рейтинзите. Рейтинзите не се голема разлика, што значи дека и Пендаровски и Силјановска уживаат поддршка. Значи овде не можеме да збориме за диаметрално спротивни разлики, па сега се јасен е победникот. Вие говорите со многу самоувереност, ќе биде председател, тоа ќе биде почеток на крајот на нашите политички противници, ќе има предвремени парламентарни избори, зашто би сакал подоцна и тоа да ми го објасните. Но ова укажува дека ќе биде тесна борба. Како вие ги гледате овие работи и што мислите? Прв, втор круг, какви се вашите прогнози? Значи пошироко е, во три сегмента имам. Ја ќе ви кажам зашто сум прилично сигурен во однос на ова што го зборувам. Првичната тактика и стратегија на СДСМ беше да секој ентузијазам на страна на опозицијата го убејат во самиот старт, затоа што мислеа дека доколку излезат со кандидат поддржани од албанските политички партии кои што се во владата, од старт луѓето ќе си речат, ова е завршена работа.
и оние кои што се опозицијски расположени или нема да гласаат, или ќе си речат да ја си гласаме за победникот и ќе го направат тој бран. Не само што не им се случува таа работа, туку им се случува комплетно обратно. Политичките партии кои што застанаа да го поддржат Стево Пендаровски, тука мислам и на СДСМ и на ДУИ, тонат од ден во ден. Значи и онаа поддршка која што ја има пред почеток на кампањата, сега веќе како политички партии ја немаат, затоа што луѓето ја препознаваат дволичноста и лагата. И македонците, и албанците. И затоа сум убеден дека Гордана ќе победи. Исто така во однос на истражувањата на јавно мислење. Во услови на ваков терор и страв и притисоци, да, според анкети на СДСМ е само 2% разлика, а според наши веќе Гордана е во водство, реално на терен веројатно таа е преку 5-6% во водство, затоа што многу луѓе се плашат и да кажат на анкета и велат или не ме прашувај, или немам одговор, затоа што не знаат кој е на другата страна на слушалката кога им се јавува и ги анкетира. Верувајте, има многу луѓе кои што се уплашени и самото тоа што во ни услови вакви на страв веќе се вакви бројките кажува дека Гордана е далеку напред. Тоа е прва работа. Втора работа, мислам дека албанците во Македонија исто така стануваат свесни дека се изманипулирани од оваа власт и дека од закон за јазици леп дома не се носи, туку се носи од работа која што ја нема. Леле, ве молам, немој да ја повторувате грешката. Па овде мојот уредник у претходната телевизија удиреше на истава маса, не викаше нема албанец што ќе гласа за СДСМ, па се случи спротивното. Не реков ја дали има или нема. Значи ќе добијат они силна поддршка и тоа се чувствува. Велам дека ДУИ и СДСМ направија лоша математика, подценувајќи ги македонците и албанците. Тоа мене ми е поентата. Делот едниот се однесува главно на СДСМ, а вториот се однесува главно на ДУИ. Не се однесува на ВМРО да помене. Ние си имаме наше гласачко тело и очекуваме нашето гласачко тело да излезе и да ја поддржи Гордана Силјановска-Давкова, заедно со разочараните, заедно со оние на крајната десница, сите заедно да се обединат и Гордана ќе победи. Река, ако не влезе во вториот круг, сигурно ќе ги даде гласовите на Пендаровски. Па ќе видиме. Во однос на доаѓам по своето, тоа е, вие сега погодивте една практично работа која што е најточна во однос на Пендаровски. Веројатно треба да се запише правило дека човек не треба да се кандидира два пати за иста работа само заради тоа што вториот пат сака да се одмазди за првиот. Кај него, како и кај Заев, основно примарно чувство за бавење со политика е одмазда. Кој ќе трнете одмаздата да ве води, тоа е од Библијата навака познато и во човечкиот карактер, ве носи кон уништување. Вие ако секој утро се будите со помисла да му се одмаздите на некого, вие ќе пропаднете и ќе се изедете сам себе. Една од основните причини зашто на Пендаровски не му оди во оваа кампања, прави гафови на дневна основа. Не е дека не е интелигентен или дека за 5 години нешто му се случило. Не. Туку затоа што влегува со желба за одмазда. И таа желба за одмазда го јаде него внатре и го тера да се јаде сам себе и да ги прави овие грешки што ги прави, а граѓаните го препознаваат дека не влегува во кампањава да направи нешто за Македонија, туку за да се одмазди и да докаже на сите дека ете тој бил правиот и бил вистинскиот и тоа него ќе го носи кон пораз, колку ова да звучи и метафизички, колку и да звучи само во однос на емоции, на крај луѓето препознаваат кој е добар, кој е лош човек, кој со каков мотив влегува и секако мотивот одмазда нема да го поддржат. Вака, една моја констатација, ја да си дозволам у интервју, ја да влезам малку. Значи, ги гледав и ги слушав и гафовите, ги гледав и реакциите по гафовите. Бидејќи ментално не сакам да навлезам во кампањата аналитички, за повеќе да бидам неинформиран и да се информирам од моите гости и од моите гледачи. Да немам, што помалку јас да имам сознание. Кога, како ја нарекуваат Гога, се извинувам на господја Силјановска, ќе ја нарекувам Гога затоа што така ја нарекуваат и на Facebook, и на Twitter. И мене не ми е проблем што го нарекуваат така. Или, например, првиот незино доаѓање у Охрид, она отиде на јога. И сега едниве, и тоа зборам, поддржувачите кои се од контра СДСМ, зошто не отишло у црква, зошто... Јас сум верник, искрено да ти кажам, ми се допадна што прави јога. Таму дружење. Сега знаеме дека во кампања секогаш има театари, Холивуд, и тоа е нормално, мора да има. Што со и помалце, понекогаш намерно ќе се излизгаш, па ќе пуштиш некој да ти чита поезија и така. Мене ми е сето тоа симпатично и така треба да биде. И колку е повеќе со гафови, со такви
затоа и емисијава Јаде бурек не е библиографија на политичката ситуација во Македонија. Јаде бурек, сакам да живеам во таква атмосфера. Од друга страна, Стево Пендаровски. Стево Пендаровски не ми остава мене лично впечаток на осветољубив злобен човек. Он ми остава на човек еден многу едноставен. Затоа и прави гафови. Ја гафовите не ги сметам. Гафови правеше и Иванов, направи еден гаф, душата му извадија. Да не се изразам само што ова да погрешно. кажам за кампањата на СДСМ. Ја гледам. Ми се допаѓа кампањата. Американски стил, она коцкаста бина на сите 4 страни, модерно. Гледам дека е користен американскиот модел тука, што значи се потрудиле да направат малку онака па гледам реакциите со пеачите, што значи, со ова, прекинам, има доволно пари да платат скапа пиар агенција која што ќе им го направи. Очигледно заеви ја завршуваат работата по однос на бизнис активности во држава. Може би е СДСМ, не би било сега. Но да се вратам на основата. Гафови прави секој, не само политичар, секоја јавна личност. Вие вечерва не направивте. Па може би до крај на емисијата ќе направи. Ај, ќе пробам да те излизгам. Затоа што и секој човек прави гафови, но секој човек не е во медиуми, не е во јавност и гафовите се паметат само на оние кои што се во јавност. Но мојот коментар во однос на Пендаровски е како тој се однесува. Не во однос на конкретните работи што ја кажа. Јасно е дека овој Пендаровски, со оној Пендаровски пред 5 години, па ако сакате и со оној Пендаровски што беше носител на листа 2016 година на СДСМ во Скопје во единицата, не може да се спореди. Затоа што е блед и непрепознатлив. И ја мислам дека има две причини. Едната ја кажав одмазда, втората е самиот не верува во тоа што зборува. Затоа што самиот зборувал дека не треба да се смени името или дека ако се прави договор со Грција треба да има консензус, сега самиот вели супер е што се смени името и не е проблем што нема консензус. Па ќе му ги поставам тие прашања кога ќе дојде тука и ќе внатрешно ве јаде, вие можете и сите ние политичари можеме да дадеме одговор вака фасада. Но сите ние имаме чувства и тоа внатрешно ве јаде. И кога ве јаде внатрешно, прашање на време кога ќе излезе. А основно, за мене многу побитно од тоа, е желбата за освета и за одмазда. Вие 5 години, пазите тој што правеше, не се нафати на ниједна извршна функција. Беше носител на листа на СДСМ во 2016 година, единствена изборна единица каде што СДСМ победи на изборите во 2016 година беше единицата. Изгубија во двојка, тројка, четворка, петка и шестка од ВМРО ДПМН. По секоја логика, со таква победа која што имаше, ако сакате со наобразбата што ги има и квалитет, тој требаше да биде министер или за надворешни работи или за одбрана. Нити министер за надворешни работи стана, нити за одбрана, предпоставувам не затоа што Заев не му понудил, туку затоа што реши да се чува. На крај мислеше дека му е проблеми пратеник да остане во собрание, затоа што некојаш треба да излезе, да каже нешто, да земе збор, да има став по однос на некоја работа, па реши да се штити и од таа работа, да не е ни пратеник, и буквално му измислија функција координатор на координатор за координатор, каде што нема никаква извршна моќ, не може да се направи грешка, зашто ништо не работи. Сте слушнали нешто да работи координатор на координатор за координатор, ја немам слушнато, за да остане чист, за пак да може да се кандидира за председател. И сега вие 5 години кои ќе станувате секој са вајле и викате, уште колку има? Уште 4 години, 3 месеци, 12 дена, дори ја им вратам на овие, на крај ќе си пропаднете. И него тоа му случува. Интересна ми е тезава. Ќе ми биде интересно кога ќе биде гостин овде во мисијата и Силјановска и Пендаровски ќе се најавија дека ќе бидат овде во емисијава во вториот круг, па се надевам дека ќе имам прилика, ќе ги акумулирам овие прашања, а утре виз верса од другиот табор, не политичар, новинар ќе биде, па со него ќе поразговарам. И нормално ќе ги отвориме телефоните, но интересно ми е ова со анкетиве, знаете, веќе изгледа одамна, дури и вие го говоревте како партија, зборами, дека митинзите апсолутно не се ништо веќе значајно, но сепак се иде на терен. Ве следев пред да дојдете овде, дека бевте во некои места кои прв пат и се ги спомнуваме.
ги спомнуваме, едноставно нема да ти текне дека постојат тие места, нели знаеме 10-20 големи градови. И кога ќе ги видам фотографиите, просто ми станува јасно и ми станува дегутантно како да му одговорам на некој гледач кој ќе ми се јави и ќе ми рече: "Абе не можам, ја више овде си одам." Зашто бе си одиш? Ама мојата перцепција, аеродром, центар, Карпош, да, и има тука нешто малце средени и чисти, но гледате, цапате у кал, деца на... Мислам, стварно делува тие слики, ви се радуваат, он кој да дојде македонски народ е, дали сте од ВМРО, дали сте од СДСМ, они се среќени, некој им дошол гостин. И тоа е една топлина, ме грее кога ќе ги видам колку едноставни и топли луѓе се. Но од друга страна, таа нема да речам мизерија, не се осеќаат они мизерно, ама таа мизерија на целото обкружување, сиромаштија тешка, која просто ја не гледам дека ќе мрдне од било што, било каде. Бугарија влезе во Европска унија, па не мрдна од... Јасно е за Бугарија. Македонија е, за жал, многу сиромашна држава. Мене... Кажете ми и впечатоците ваши, меѓународ сте, кај све поминавте и што мимо ова кампања, поверете. Мене политиката ми даде една привилегија, јас сум од дете во политика, да одам на места во државата на кои што, кога би се занимавал со нешто друго, предпоставам не би отишол. Како Радмила Шекерински, вие сте политика цел живот. Па добро, имам време да ја стигнам Радмила и за разлика од Радмила ја не планирам со ова да се занимавам цел живот. Добро. Но зборувам за овој дел од животот кој што е досега и би било нечесно да кажам дека не сум почнал рано со политика. Ми даде една привилегија да отидам на места на кои што предпоставувам не би отишол доколку не се занимавам со политика, би живеел онам кај што живеам и би живеел во таа микросредина. За жал, патувајќи низ Македонија, ова ми е мене често, не е пракса која што ја правам само за избори, повторно и секогаш се потсетувам колку е сиромашна државата. Државата е сиромашна прво заради ресурси, за жал немаме нафта или газ или некоја таква дарба од Господ, која што би можела да ја направи државата попријатна за живење, но е и сиромашна затоа што е заборавана и да не ми се налутат скопјани. Сиромашна е и затоа што политиката долги години наназад, вклучително и на владите на ВМРО-ДПМН, била погрешна кон една централизација само во Скопје, трошење огромни ресурси во Скопје и запоследување на се што е надвор од Скопје, што создава два проблеми, го пиша во мојата претходна колумна за тоа колку нечиста, колку гнасна за жал ни е државава, а тоа е следно: Скопје веќе станува неиздржливо за живење за оние кои што живеат овде и имаат крајно неквалитетен живот, дали е тоа во однос на екологија, дали е во однос на културен живот, дали е во однос на инфраструктура, на транспорт, а станува остатокот од Македонија толку опустошен да и таму станува неиздржливо за живење. Паметна влада, се надевам дека ќе имаме можност да направиме тоа, мора многу да работи на регионализација. И тука не е доволно само инфраструктура, вие да направите пат од село X до град Y или да донесете водовод и канализација, да, тие се основни работи кои што се потребни, но многу повеќе треба таму да се дава стимул на тие луѓе да останат преку економски политики. Бев, еве ќе ви кажам, денес бев во приградските населби во Скопје, бев во Инџиково, бев во Маџари, значи општина Газибаба. Вчера покрај во Кичево бев и во Пласница. За мене таму живее еден прекрасен народ, топол народ, исклучителен народ, едно од најубави полиња што можете да го видите во Македонија, една убава земја. Претходно бев во Могила, тоа е Пелагониско за оние кои што не знаат, славниот Димче Могилче од таму. Бев во Демирхисарско, бев во Дебарца и во поранесна општина Мешеиште, односно бевме во Волино и во Дебарца. Бевме во Струшко, утре сум во Зелениково, Скопско, во четврток сум во Петровец и да не ги бројам
ќе одиме и за дојран. И што е заклучокот? Што вика народот? Заклучокот што бара? народот е депримиран, разочаран под две линии. Не гледа иднина? Првата е националното обезличување. Луѓето се сиромашни, но горди. Прв пат чувствуваат дека гордоста некој ми ја погазил. И второто е сиромаштијата. Но ако треба да ви направам процентуален сооднос, првото им е дури и побитно од второто, затоа што во однос на сиромаштијата веруваат дека можат да се борат и да дојдат подобри денови и дека тука нешто и од нив зависи, а во однос на националното газење чувствуваат дека некој друг ги изгазил и тука се депримирани целосно и тоа е тоа што најмногу ги боли. Тука има едни дадени, а не реализирани ветувања и кон македонци, и кон турци, и кон албанци, и кон христијани, и кон муслимани. Има вчера можност да поразговарам и со луѓе кои што живеат во Пласница, се муслимани. Поразговарав и со луѓе кои што се свештеници таму, во кои што народот има доверба, и тие се исто разочарани од Заев, да не речем и повеќе од останатиот народ, затоа што такви ветувања им дал, такви брда и долини, тие луѓе тоа го пренесле на својот народ кој што им верува, кој што оди во џамиите, кој што се собира околу нив, кој што тоа што ќе го кажат го прима како апсолутна вистина и сега немаат образ да се појават пред својот народ, затоа што излажани од Заев го излажале својот народ. И тоа за мене е мотив плюс да работиме повеќе да оваа влада ден поскоро оди. Собственикот на телевизија и председателот на телевизијава Сонце, Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, и председател на Македонска алијанса, често пати во неговите настапи кои ги се емитуваат овдека и во мојата емисија, говори дека работите мора да се исправат, дека Македонија мора, за да иде напред, мора силно да застане за своите национални, културни и идентитетски прашања. И има една интересна теза, предпоставам дека за овие дури и формално секој ќе се сложи, но една интересна теза дека ние нема да добиеме реални избори се додека Македонија не стане една изборна единица. Тоа е дебата во однос на парламентарни избори. Па и за председател една изборна единица да биде и за парламентарни. Да, за председател практично е, затоа што гласа цела држава. Во однос на парламентарни јас имам поразлично мислење. Сум бил пратеник, па сега не сум. Може би во иднина ќе бидам повторно, не знам. Но нешто со што се слагам, а што го зборува народот, е дека пратениците многу повеќе служат на партијата, помалку на луѓето што ги бираат. И мислам дека основна причина за тоа е изборниот модел кој што го имаме сега, а тоа е пропорционален изборен модел. Сега е на 6 изборни единици, може да е и во една. Мислам дека ако оди на една изборна единица, пратениците уште толку ќе го изгубат идентитетот, затоа што сега со 6 изборни единици гледаме, ако, например, една изборна единица е Битола Охрид, да ставиме некој кој што колку толку е популарен таму за да добиеме некој глас повеќе. Ако една изборна единица, апсолутно ти е небитно кој како стои во средината од која што доаѓа, ти е битно какви му се односите со тој што ја прави листата и врз основа на тоа граѓаните нема да бидат представени, а не случајно собранијата се викаат представнички домови, затоа што пратениците, затоа си пратеници, значи некој ги праќа, народот ги праќа да ги представуваат интересите на народот во собранието. И од таму доаѓаат тие зборови, собрание, значи збир на оние кои што се пратени да го представуваат народот. За мене, за пратениците бидат најквалитетни. Најдобро е да се врати модифициран изборниот систем од првите избори во 1990 година, а тоа е мнозински систем, каде што ќе има оваа држава 120 изборни единици, колку што има пратеници, и луѓето ќе можат директно да се ги бираат пратениците, еден на еден, и да точно знаат за кого гласаат, со тоа што ви направил една модификација да е само во еден круг, затоа што најголемите манипулации се случуваат меѓу двата круга, непринципиелни коалиции и така натака. Тоа англичаните, како и многу други работи, совршено го
смислиле и измислиле, тие имаат така наречен first pass систем, односно систем на оној кој што прв поминува, многу едноставен е, може да се кандидираат колку сакаат луѓе за пратеник, оној кој што има најмногу гласови е тој кој што е избран. И мислам дека за Македонија, за да имаме пратеници кои што држат до себе, а не само и се поклонуваат на партијата, најдобро е да имаме ваков систем. Зошто? Пошто тој кој што ќе е пратеник, например, од општина Центар е преголема да има само еден пратеник, ќе е пратеник од Капиштец и Водно, например. Ќе мора да се врати таму. Нема да го изберат, ако не ги слуша луѓе од Капиштец и од Водно. Сметате ли дека овие избори ќе бидат фер? Како ви мириса целава работа? Па, имам разлика меѓу надежта и реалноста. Сметате ли дека ќе има манипулации? Имате ли такви работи дека ќе има полнење кутии? Ќе кажам што мислам. Мислам следно. Прескапо е за Зоран Заев да направи било каква манипулација, затоа што тоа ќе значи дефинитивен крај за него насекаде, и дома, и кај меѓународна заедница. Тој полага големи надежи. Зошто Зоран Заев? Зошто не СДСМ? Зоран Заев не е Зоран Заев сам. Ја има киднапирано партијата, затоа зборувам така. Што беше склоп на околности, ние долго време бевме доминантни, практично СДСМ падна во тешка криза и се случи тоа што се случи. Но да се вратам на темава. Немаме уште многу време, ако може да биде поконцизни, да. Мислам две работи. Прво, дека овој систем сега, каде што ВМРО ДПМН има членови на избирачки одбори и наблюдувачи, за разлика од референдумот каде што ги немаше, дава поголема гаранција за контрола на процесот. Се надевам дека ќе има силен меѓународен мониторинг, но исто така сакам да упатам порака до СДСМ, да не е само до Зоран Заев, да не помислуваат да прават нерегуларности, затоа што кога тоа ќе одговараат за истите. Мислам дека ќе фати голема паника после водството на Гордана Силјановска давка во првиот круг, но мислам дека треба да сватат дека во политиката се добива и се губи и за нив е здраво да има промени. Го спомнавте Преска Трајковски. Мислам дека една од основните причини зашто Ѓорѓиевски падна толку брзо, односно 98 затоа што ВМРО имаше и власт и председател. Не само што имаше едно и друго, туку начинот на кој што одредени работи се случуваја во вториот круг 99 година. Како што и СДСМ падна многу брзо заради начинот на кој што Бранко Црнковски стана председател во 2004 година со полнење кутии. Така што Јакова би бил на место на СДСМ, не би правил такви работи затоа што на толку високо ниво ќе се крене отпорот на луѓето и омразата да ќе им вратат. Плюс сега. Ама велите дека ако не ги добијат овие избори, ова ќе биде падот на СДСМ. Апсолутно, но тој пат нив може да ги однесе во опозиција, да се реформираат и утре да се вратат на власт, или може да ги однесе во ситуација да станат како пасок во Грција, односно да станат минорен политички субјект. Ако победите на изборите, колку време мислите дека ќе треба за да ги покренете предвремени избори? Па јас мислам дека Заев треба да си го држи изборот, не е многу познат по тоа, ама сам кажа дека доколку Пендаровски изгуби, ќе се даде оставка и ќе оди на предвремени парламентарни избори. Така што држал го не држал зборот, ние на 6 мај очекуваме да јавно се каже дека одиме на предвремени парламентарни избори, согласно законот да се формира таа така наречена пржинска преодна влада од 100 дена, каде што опозицијата има контролни механизми за не се местат изборите и после 100 дена да одиме на избори кои што се надевам ќе ги добиеме и веќе септември, октомври да имаме влада на ВМРО ДПМН. Ја завршив со испрашувањето ваше како удба. Ви благодарам на гостувањето, благодарам на одговорите. Ако имате завршен збор, повелете, ако не, да ви се заблагодарам. Беше задоволство, како и секогаш. Благодарам на можноста да ги поздравам гледачите кои што не гледаат и се надам се гледаме за брзо. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.